Го слушаме Малик Бери. Ова е траката Far Away од неговото EP Isolation Room, кој излезе есента 2020 година, еден период кога многу афроартисти од сите подправци дропна албуми и EPs, една тема која разговаравме, ако не се лажам, на ретроспективата, третиот дел. Денеска водиме емисија насловена Introduction to Afrobeats, правиме вовед во модерниот Afrobeats звук и сите негови правци и подправци, најважни артисти и како и каде припаѓа тој правец во денешнава сцена. Стигнавме некаде таму 2019-2020 година, веќе и не одиме хронолошки, туку влеговме малце подлабоко да го расчлениме, односно да ги објасниме сите подправци кои фигурираат таму. Ова што слушавме е така наречен алте правец, ако еден поджанр кој го имаме разговарано повеќе пати тука и имаме пишувано. Прва која пишуваше за тоа беше Марина, Big Up до Марина, која е една од најголемите афрофанови во Македонија и најдобар репрезент на културата, бидејќи многу патена во неа. Она пишуваше за артистот Санти, а ние го слушавме од Дунси, го слушавме сега Малик Бери, еден артист кој е малце постар, но се уште прави музика. Јас искрено го открив во 2020 година. Алтето е еден поджанр на целата таа афромузика, на тој афрофюжен, нов модерен звук, кој е доста поалтернативен, како што самото име кажува, и влече, прави соработки со различни други жанрови. Мислам дека знаеш како поише е конфузија помеѓу ги интерполира сите тие звуци на афричката музика и зима некои западни влијанија ко R&B музика, и тоа повеќе влече од, би рекол, од Америка него ли од Британија, и некако го интерполира на интересен начин, каде што успева некако да го прави почил, но во истиот момент и да го направи поенергетичен. Не знам зошто, но например Санти, кој што сега веќе се вика Круел Сантино, ми беше мене првата интродукција за таа музика, и дури имаше еден одличен настап на Boiler Room, каде што ја крева енергијата на сосема друго ниво, и прв пат кога го слушнав тоа, ја немав слушната оригиналната верзија од Rapid Fire, и кога се навратив на истата песна, кога не ми беше јасно што се случува, бидејќи таму е во сосема друга форма самата песна. Rapid Fire сама по себе е многу опуштена, лабава, но тој на лайв настап ја прави да биде енергична, да има преголема енергија околу себе, сила, и некако го понесува и целиот и целата публика која што е околу Санти во тој момент. И мене например тој период, почетокот на летото 2020, баш и ти и Алекс ме инспириравте онака да си проширам онака малце мојот спектар на звуци, и креирав, го продолжив тој серијалот на мои плейлисти, и направив една плейлиста која што е dedicated на Naija Music на еден начин, каде што има поише звуци кои што влечат инспирација примерно од Африка, но не е и ексклузивно за само артисти од Африка. И на многу затоа те прашав, бидејќи мене целата таа музика која што ја дознав преку Spotify, бидејќи еден ден се чувствував добро, си пуштив плей, ја го заборавив самиот Spotify, во позадина си вртеше и буквално секоја песна која што следуваше, доколку ми се свиѓа, ја префрла во самата плейлиста. Се погоди едно одлично радио врз основа на неколку песни кои што ги имав пуштено, и оттаму продолжи све за на крај плейлистата онака да стигне до 90 и нешто песни, 6 hour runtime, и денес кога ќе имам таква желба да пуштам тоа, само стискам shuffle play и се губам у самата плейлиста и не ја ни осеќам како врти. Мислам дека е таква музика, бидејќи не ти треба, кој што реков, не ти треба посебно внимание да ја слушаш, едноставно ја пушташ и можеш стварно да те однесе на некое поубаво место. Така што целата таа јалте сцена и афробит сцена влијае само позитивно на тебе, и мислам дека тоа е онака причината за може човекот било каков карактер да ја слушне. И не знам, има многу интересни артисти на самата плейлиста. Знам дека има некои што ги слушав од поодамна, знам некои со кои што ти не баш согласуваш, некои артисти кои Рэм Ридълс од Торонто, некои такви артисти од Дунси, веќе го спомнавме, Круел Сантино,
И не знам, го има Burna Boy, го има Skepta таму, дури на некои моменти го има и Roy Woods, така што мислам дека секој може да креира таква плейлиста. Не е ништо посебно, но мислам дека секој може да ја креира и да си ја персонализира на свој начин. Не, за тоа сега фола да те прашам тебе, бидејќи знам дека ти како човек знаејќи каква музика слушаш, алтето е правото кој тебе најмногу ти се допаѓа. И дури кога ќе земеш и Roy Woods не е афробит, но каква музика и да прави, ако би требало да спадне некаде во твојата плейлиста, би спаднал во алте плейлиста. Иако тоа може би влече и од повеќе од R&B, од тој OVO sound со јамајкански влијанија, но тоа до некаде и алте стилот. Алте стилот основата е можеби афробит, но се друго е има големо влијание од секаде. Најмногу R&B и затоа е многу чил и затоа е многу добра. И затоа мене најслушана плейлиста во 2020 година беше на алте плейлиста од една девојка што има курирано од Нигерија, што не се ни знае, она не познат човек е, има курирано толку добра плейлиста која до ден денес знам да си ја пуштам и да ми свири цел ден во позадина. Big Up до Каров кој вика дека твојата плейлиста е одлична за работа. Big Up до Каров, ќе постираме на стори после емисија плейлистата на Трајчи, ќе постираме некои други плейлисти кои се супер за истражување ако ви се допаѓа овој стил. Инаку морам да спомнам само од Унси и Санти. Тие двајца во 2018 година имаат извадено песната која се вика Alte Cruz, што е многу добар, бенгер. Што е многу као прво бенгер, ама као второ е многу добра кованица на име, бидејќи буквално опишува што ти прави алте музиката. Alte Cruz, значи крузање, алте, кога ја би направил некојаш таков микс, би го искористил тој наслов, иако тој наслов искористен и на многу плейлисти, на многу други места, едноставно е перфектен да го опише вајбот кој оваа музика го носи. Се слагам, а и еве, бидејќи веќе го спомна, доколку луѓе сакаат да слушнат, нека го слушнат и албумот каде што се наоѓа таа песна. Албумот се вика Rare, од Одунси 2018, феноменален албум каде што има многу онака нигериски имиња кои што се познати во таа сцена, но овде се малце во поекспериментална фаза каде што стварно има примеси од многу различни музики. Слично до тоа беше и со Show Them Camp, едно дуо кое го зборевме више тука. Burna Boy кога со Show Them Camp е најекспериментален и за мене најдобар, онака тој е да речеме од стариот Burna, old school Burna Boy, вистинскиот кој на такво нешто кај нивно гостување звучи најприродно и тоа е многу интересно со овој правец бидејќи стварно е многу добар репрезентативен примерок и тоа уште една работа која е многу битна за овој правец е тоа што кога јас почнав да слушам афробит како што можете да чуете до сега, музиката беше многу поенергична, многу побрза. Уште од кога почнавме од One Dance па навака, се тоа што слушавме беше да речеме доста побрзо, иако на моменти беше и поспоро, но кога Wizkid преку микстейп од Starboy го зема, го употреби тој алте звук и пандемијата што удри, мислам дека влијаеше на генералниот звук на афромузиката да биде многу по-смут, многу по-чил и многу по-експериментален и инструментален во исто време со користење на тие дувачки инструменти, многу комплексни мелодии, но од друга страна пак се едноставни, но го смени звукот на целиот жанр, таа алтернативна сцена влијаеше заедно со другите фактори како пандемијата влијае целиот афрозвук да омекне на некој начин, да биде по-смут, по-лесен и поубав за слушање и по-квалитетен. Што албумот на пример Made in Lagos на Wizkid е прав показател за тоа. Одличен албум, но е многу по-смирен и многу, како да кажам, многу по-алтернативен на некој начин од Sounds from the Other Side од 2017 година. Да, за луѓе кои што не слушаат примерно ваква музика, можеби нема да ги препознаат тие разлики, но вака доколку го слушаш и ги слушаш и ги знаеш претходните работи на Wizkid, мислам дека можеш да го приметиш тоа. Дефинитивно. Ни дојде Бодан, Big Up до Бодан кој е у Pandemonium HQ и у прав момент дојде бидејќи сега ќе излеземе пак од Нигерија и одиме во Соединетите Американски држави, каде што после Англија се разбира, тоа е следниот пазар на кој оваа музика влага, што е многу интересно. Метро Бумин, најголемиот трап продуцент на претходната декада и до ден денес на својот албум на Not All Heroes Wear Capes има две афро-инфлуенс песни. Едната ќе ја слушнеме, се вика Borrowed Love, на која гостува Sway Lee и Wizkid, се разбира кој друг ако не. И ја заборавме да спомнеме Unforgettable, како еден мега хит глобален, кој спаѓа во рангот на One Dance, на Shape of You и на Lean On, онака глобален хит кој пак го има тој инфлуенс.
Sway Lee, French Montana. Апсолутно. Знаеш како? И тоа приметив дека Френч Монтана колку толку и со Гватемала и со сите песни као има некојков и тој инфлуенс во целата таа сцена, што мене многу ми е интересно. Па да, ама и он доаѓа од Африка, јако е од Да. Мароко или од кај, ама он има и actually позадина и корења и грб да го направи тоа. Да. Мислам дека доаѓа од природно место, кој што кажа. Тој потекнува од овој West Bank на Африка, така што се му е оправдано. Значи ќе се преселиме малце во Америка да видиме како таму на таа сцена и на тој пазар се третира оваа музика и се, што би рекол, трајче се интерполира на малце по различен начин. Ќе слушнеме траката Borrowed Love, продуцирана од Metro Boomin на неговиот албум, и ќе слушнеме траката од IDK December, една од траките која трајче, мислам дека ова ти можеби меѓу најслушаните афро траки, иако можеби не ти спаѓа тебе во тој жанр. Знаеш како, ова не знам како да го класифицирам со тоа што кога го пуштив EC Real од IDK целиот албум и кога дојде само оваа песна, као на почетокот онака ти влегува и она несетно. Не ја осеќаш како се билда самата трака и во еден момент бидејќи никаде не е пишан, не е никаде кредитиран, доаѓа Burna Boy, во последен момент ја вади тракава и тогаш ти станува се јасно од каде е звукот и од каде е тој целиот инфлуенс и целото тоа влијание. И мислам дека ова е многу добар репрезент за и не толку големи артисти кои што се на пример Drake да интерполираат и да користат вакви звуци, да се инспирираат од ваква музика, со тоа што IDK се уште a star in the making, се уште не е најголемиот артист, но користи афробит онака за да направи и тоа на негов прв проект каде што има помеѓу продукција од Kanye, features од Pusha T, наоѓа место да вметне една ваква песна која што е сосема поинаква од целиот албум и ми е уствари една од омилените. Ќе слушнеме, мене само мора да ти кажам, многу ме нервира интрото, али траката си е топ. И тоа што го нема пишано Burna Boy како фичер, а се појавува од нигде никаде, тоа е само еден огромен плюс за мене. Исто. Мислам дека, знаеш како? Тоа е дека си без никакви очекувања ја пушташ тракава и уствари ти има еден вау фактор, еден момент кај што те фаќа неспремно и мислам дека и тоа мене токму ми се деси и затоа уште толку поише ја пуштам траката.